Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët në program. Të flasim sot për imunitetin e fëmijëve. Shpesh prindrit kanë pyetje kur fëmia ka imunitet të dobët, kur fëmia ka imunitet të fortë, a mund të përballojë disa sëmundje si virozat, ndoshta disa bakterie të ndryshme që mund të hasin gjatë fëmijërisë së tyre. Dhe ne sot do t'ju japim përgjigje për të gjitha këto. Do t'ju japim përgjigje të gjitha pyetjeve që prindrit mund të kenë, si është mirëgjidhënia, vitamina D, apo kur çfarë na tregon lëkura, çfarë na tregojnë sytë e fëmijës, kur ndonjë fëmijë mund të lëndohet dhe më pas të ketë probleme të ndryshme me imunitetin dhe të shfaqen edhe sëmundje të ndryshme. Unë juftoj të na ndiqni në vazhdim, në minutat në vazhdim, sepse në studio për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar dr. Snežana Korunovska, specialist pediatar od Klinika Тазадетски болести во Скопје. Добре дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Благодарност до Алца телевизија и до вашата покана да бидам гостин во оваа емисија и да разговараме за здравието на најмилите, најискрените, а тоа се децата секако. Апсолутно, тоа е најважно. Секогаш се прашуваат сите родители каков е имунолошкиот систем на моето дете, како се развива имунолошкиот систем на моето дете и ние денеска ќе дадеме одговор на некои од најважните прашања кои тие можеби се прашуваат. Како се развива, како најпрво да објасниме имунолошкиот систем на едно дете? Така. Развитокот на имунолошкиот систем кај децата е еден сложен процес кој што е зависен од повеќе фактори, како генетски, така и фактори од надворешната средина. Кога говориме за генетските фактори, мислиме на оние наследни гени кои што децата ги наследуваат од двајцата родители и тоа е една многу значајна улога во основната структура и функционалноста на имуниот систем кај детето. Тука би го спомнала и пренаталното здравје на мајката, односно здравјето на мајката во текот на бременоста, кое е особено важно за развојот на фетусот, бидејќи се почнува од тука. Изложеноста на мајката во текот на бременоста на инфекции, разни токсични влијанија, понатаму емоционалниот стрес, какво е породувањето, дали е по пат на природен пат, односно вагинално породување, или дали детето се породило со царски рез. Зошто е тоа битно? Вагиналното породување му овозможува контакт на новороденото со мајчината флора, односно доведува до развој на еден добар и цврст микробиом кој е особено важен за имуниот систем кај детето. Понатаму, вакцинацијата во текот од самото раѓање, па како расте детето, значи многу е битна за еден тренинг на имуниот систем. Сето ова заедно допринесува со текот на годините за развој на еден комплетен и добро одбрамбен имунолошки систем кај децата. Често пати родители викаат дека сите деца ќе пораснат и ќе ги надминат сите болести на некој начин, кој малце потешко, кој малце полесно. Но како да разбереме дека всушност имунолошкиот систем на едно дете се разликува од имунолошкиот систем на еден возрасен? Дека дете не е возрасен помалу, тоа е една од правилите во медицината. Тоа е така, бидејќи имунолошкиот систем зрее и се развива со текот на времето и со текот на годините. На самото раѓање имаме еден неспецифичен имунитет, односно имуниот систем не е доволно зрел и вродениот имунитет кај детето е првата линија, кај новороденчето и кај малото дете е првата линија на одбрана од инфекции. А како тоа зрее и се развива, значи се стекнува со еден адаптивен имунитет кој што му овозможува создавање на специфични антитела. Тука е пасивниот имунитет, кој што децата го добиваат преку плацентата од страна на мајката, добиваат имуноглобулин Г, ИГГ, односно понатаму исто така доењето е многу битно, бидејќи преку доењето детето се здобива со имуноглобулин А, кој исто така е важен за заштита на децата во тек на првите 6 до 12 месеци од животот. Значи ова е на привремена заштита додека детето го надмине онај период да се стекне со овој имунитет кој што го добива преку контакт со инфекциите. Додека возрастниот човек преку меморија со веќе познати патогени го стекнува тој имунитет. Сега како детето расте и се развива, овој имунитет станува поцврст, додека возрастните луѓе како што стареат, се намалува бројот и функцијата на тие имуни клетки, па стануваат повеќе подложни на инфекции, на автоимуни заболувања, како и на малигни
состојби. Често пати спомнувате дека многу важно пренаталното здравје на една мајка, како мајката се грижи за себе пред да се роди тоа дете. Особено важно. Да им дадеме можеби еден совет сега на сите тие мајки кои можеби се бремени во овие моменти, колку треба тие да се грижат за нивното здравје или што треба да направат за да родат здраво дете. Така, смиреноста на една мајка, надежта дека ќе биде се во ред со нејзината бременност, дека ќе роди здраво дете, оној емоционален и ментален спокој кај неа, би го ставила на прво место, бидејќи мислам дека се потикнува од тоа. Доволно сме едуцирани, а можеби се уште треба да се едуцираме за здравиот начин на исхрана, на изложеноста на надворешни штетни влијанија. Значи, сето тоа е она кое што треба да го знае секоја мајка за да допринесе за да се роди нејзиното дете здраво и понатаму биде здраво со текот на годините и со текот на растењето. Ако мајката е вознемирена, дали детето го чувствува тоа? Секако, секако. Децата чувствуваат се што чувствуваат и неговите родители. Стабилна мајка, здрава мајка, значи и здраво дете. Меѓутоа, не сите мајки може да бидат толку спокојни, особено кога на децата им се случуваат некои болести, пример имаат слаб имунитет и често пати се прашува зошто моето дете има слаб имунитет. Дали може прво да ги објасниме симптомите на слаб имунитет кај децата? Така, симптомите на слаб имунитет. Тоа се чести настинки кај детето, кои што најчесто се респираторни настинки. Би рекла повеќе од 8 до 9 настинки годишно кај децата над 3 годишна возраст. Чести синузити, односно воспаление на синуси, може би 3 до 4 годишно, понатаму чести пневмонии, чести отити, односно воспаление на средното уво. Тоа се деца кои што инфекциите ги поминуваат потешко, односно здравото дете побрзо се бори со една инфекција. За 4 до 5 дена поминуваат симптомите. Овие деца имаат често потреба од антибиотска терапија. Болеста трае 10-14 дена, знае да се смири, па повторно да се вратат истите симптоми. Често имаат потреба од хоспитален третман. Значи, респираторните инфекции се тие кои се најчесто и обично даваат некои знаци, симптоми кои се видливи. Така, респираторни симптоми, но овие деца често имаат и проблеми со кожата, односно кожни инфекции и орални инфекции, односно орална кандидијаза. Значи, кандидијазата е симптом на слаб имунитет кај децата? Па најчесто да. А очите, дали преку очите можеме да разбереме дали нашето дете има слаб имунитет или не? Би рекла дека очите и устата се еден прозорец или огледало кон внатрешното здравје на нашето дете. Значи, јазикот ни дава едни визуелни симптоми за тоа каква е внатрешната состојба на нашето дете. Обично здравите деца имаат јазик кој што е розев, кој што е добро прокрвен, додека оралната кандидијаза означува дека овие деца имаат беличесто сиви наслаги кои често се болни и траат долго. Блед јазик исто така може да ни укаже на анемија која што како таква значи придонесува да имаме намалена оксигенација кон ткивата, а тоа па придонесува за потешко справување со инфекциите. Апсолутно. Рапав јазик, малинест јазик укажува на стрептококни инфекции, недостиг на некои витамини како B12 и фолна. А очите, особено тука кожата кај очите, често пати на децата знае да ја биде помодрена, бледа. Помодрена или бледа можеби може да укаже на анемија, но тие црвени или потемни кругови околу очите укажуваат најчесто на алергиска симптоматологија кај децата. Значи не е нешто многу сериозно за можеби да се вознемират многу родителите. Секако дека треба да се испита. Добро, тоа е важно. Со една диференцијална крвна слика, преглед кај нивниот педијатар. И да се разјасни зашто е проблем. Да, доколку е потребно да се упата на консултација со специјалист имунолог. Важно кај имунитетот на детето е спиењето, исхраната, како тоа дете игра надвор, како се справува можеби или како се дружи со неговите другари. Како треба овие да бидат на добар начин, мислам родителите да се грижат за да биде и добар имунитетот на детето?
Така, би рекла дека тоа е од исклучително значење за градењето на добар имунитет кај децата. Спиењето е особено важно бидејќи му нуди една регенерација на телото за добра функција и одбрана од инфекции. Исхраната која што е богата со витамини, минерали, пробиотици, пребиотици, значи една разновидна исхрана која што е неопходна за правилен раст и развој кај детето, и физичка активност која што придонесува за добра циркулација, за намалување на нивото на стрес хормони. Значи сите овие работи заедно и поврзани делуваат синергистички и придонесуваат за добар раст и развој на имунитетот кај децата. Кога сме кај исхраната, често пати младите мајки не сакат да ги дојат нивните деца. Имат нови формули, нов начин на доење со формули кај децата. Што би им препорачале вие? Колку е важно доењето за имунитетот на едно дете? Како што кажав и претходно, од особено значење во првите 6 до 12 месеци од животот на детето, бидејќи доењето не е само храна. Доењето представува еден вид на вакцина која што содржи антитела, која што содржи хранливи материи, олигосахариди, кои што ИГА го спомнав. Значи, преку доењето се пренесува ИГА, кој што нуди заштита на мукозите, кои што спречуваат продор на патогени елементи кај децата. И всушност на тој начин детето е обезбедено и заштитено од инфекција во раниот период, кога нема доволно одбрана самостојна за да се справи со потешките инфекции. Доењето е вид на вакцинација, меѓутоа кога сме кај вакцинациите, како една од најглавните теми за која зборуваат родителите, колку вакцинацијата е важна за да се развие добар имунитет кај децата? Така. Вакцинацијата е од големо значење, бидејќи го учи имунитетот како да ги препознае болестите и како да се справи со нив. Значи, ќе се потрудам народски да го кажам тоа, за да ме разбере пошироката популација, да не навлегуваме многу на клеточно ниво што се случува со вакцините. Значи, кога ќе се вметне, кога детето ќе прими вакцина, организмот ја препознава вакцината како нешто непознато, како страно тело, па се труди некако да се справи со сето тоа. На тој начин создава специфични антитела кои се едни специализирани протеини кои што кога ќе се случи вистинската инфекција, веќе ја препознаваат и знаат да се одбранат и да се справат со неа. Значи, доаѓа до еден вид на имунолошка меморија, па кога ќе дојде до контакт со болеста, значи детето кога ќе биде во контакт со болеста, тоа или нема да се разболи од болеста, или ќе се разболи, но со многу малку симптоми. Значи, од особено значење е вакцинацијата, бидејќи му нуди здравје на детето, нуди еден колективен имунитет, ги спречува компликациите и на еден безбеден начин го учи имунитетот како да се справува со инфекциите. За сите тие родители кои можеби се двоумат или имаат дилеми околу вакцинацијата, дали треба една добра консултација со педијатар за вакцинациите кои ги примаат децата според редовниот календар во нашата држава? Така, треба многу да се разговара на оваа тема, бидејќи само така родителите ќе ги осознаат вистинските факти за безбедноста на вакцините и за она кое што го пружаат за здравјето на нивните деца. Постојат на територијата на Скопје и во градовите пунктови вакцинални во кои што работат доктори, кои што ги имаат сите потребни вештини и знаења за да им објаснат на родителите за секоја дилема и прашање кое што го имаат, а е поврзано со вакцинацијата, и ние на клиниката за детски болести сме достапни за се што треба и значи да пружиме за сите прашања. Доктор Коруновска, сега сме во летниот период. Верувам дека иако имаме сонце, сепак витаминот Д можеби има потребен малку повеќе на децата. Зошто е важен витаминот Д за имунитетот на децата и дали е доволно во текот на овие летни денови или во текот на овие летни денови потребно е децата да примат дополнително витамин Д? Така.
Витаминот D е важен за правилен развој на коските, за добар имунитет и нели секако правилен раст и развој. Тој помага во апсорбцијата и на калциум и фосфор, кои што придонесуваат за здрави коски и здрави зъби. Исто така, како што напоменав, делува добро на имуниот систем, на нервниот систем, на мускулниот систем. Суплементацијата со витамин D е задолжителна кај новороденчињата, бидејќи преку мајчиното млеко не содржи доволно витамин D за да се пренесе нели на новороденчињата и тоа се она ранлива категорија на деца кои што не ги изложуваме доволно на сонце за да го примат потребниот витамин D преку кожата, па затоа според препораките е задолжителна суплементација со витамин D до 12 месечна возраст 400 интернационални единици, до 5 годишна возраст 600 интернационални единици и над 5 годишна возраст секако по препорака на педијатар и ортопед. Овие дози се менливи во зависност од клиничката состојба на детето, нивото на витамин D, кое што ние го испитуваме кај децата. Во летен период, обично препораките се да не се дава витамин D, но секако и од ова постојат исклучоци, како што кажав, во зависност од клиничката состојба кај децата. Знае да покаже ниско ниво на витамин D и слаб имунитет кај детето? Да. Според клиничките резултати? Да. Кога ќе дадеме повисоки дози, се подобрува и клиничката состојба кај детето. Така. Значи е важно родителите да знаат дека е многу важен витаминот D за имунитетот на едно дете и да се консултираат со педијатар. Сме кај сонцето, летните денови и секако не смееме да ги забораваме и летните одмори. На плажа едно дете може или едно новороденче 3 до 6 месеци сме или не сме? Секако дека многу малите деца, новороденчињата, не е препорачливо да патуваат, особено во жешките периоди од годината, бидејќи се, како што кажав, ранливи. Се во ова до сега што го набројавме, особено беше и за таа категорија на деца. Нивната кожа е доста чувствителна, подложни се на дехидратација, така да додека се мали, не се препорачува па до 6 месечна возраст не се препорачува да се изложуваат директно на сонце, а за оние поголемите секако со добра хидрација, со добра заштита, препорачливо е да се изложуваат и на сонце и на море. Сето тоа добро влијае на имунитетот и на родителите и на децата. Кои се некои најчестите прашања, можеби митови, заблуди кои ги имат родителите околу имунитетот на едно дете? Митови и заблуди секогаш имало, има и денес, особено кружат помеѓу бабите и дедовците или пак младите родители. Ако малку се разболува детето, ќе има подобар имунитет. Да речеме, не е тоа така. Детето мора да биде во контакт со патогени за да стекне одбрана против нив, имунитет против нив. И јас често знам да кажем, беше на ладно или пиеше ладна вода па те боли грлото или се разболе. Не е тоа така. Ладниот воздух може да иритира кожата, меѓутоа не може да предизвика болест. Значи болест ја предизвикуваат вирусите или бактериите. Често употреба на антибиотици ќе ни обезбеди здраво дете. Антибиотиците треба разумно да се употребуваат и да се употребуваат онаму каде што навистина има индикација. Бидејќи прекумерната употреба на антибиотици го нарушува микробиомот, кој што напоменав е особено важен за развојот на имунитетот кај детето. Доктор Горновска, знаеме дека со слаб имунитет, спомнавте и вие, дека доаѓаат болести како респираторни инфекции, болести предизвикани од бактерии и така натаму. Меѓутоа, некои од најчестите болести со кои вие се справувате секојдневно на клиниката за детски болести? Ние се справуваме, клиниката за детски болести е голема и широка патологија, значи кај нас се лекуваат децата на возраст од најмала возраст, значи од новороденче па се до 14 години, најразлична патологија, симптоматологија, од респираторна, од кардиоваскуларна, неонатолошкиот оддел е тука, нефролошкиот, невролошкиот оддел, значи најразлични симптоматологии доаѓаат и ние како терциерна установа сме спремни да понудиме и ја нудиме комплетната заштита и третман
третман на децата со цел нивно оздравување. Апсолутно. Ќе зборуваме за слабиот имунитет кај децата во вториот дел повеќе од емисијата. Сега ќе одиме со кратка пауза и потоа се враќаме во студио. Што путеме во пак час за публицитет, ректеме пас пак. Ја миркте на пиеса на двете емисион, вие имате фолу пар имунитетин тек фамијет. На та пиеста дойдото јапим përgjigje për disa nga pyetjet më të shpeshta që mund të kenë prindrit, si që janë suplementet apo ndoshta ushqimi tek fëmijët. A duhet të jepen suplementet tek fëmijët apo jo? Do të japim përgjigje në vazhdim. Në të ftuar kemi dr. Snežana Korunovska, specialist pediatër od Klinikata za детски болести во Скопје. Доктор Коруновска, во првиот дел на емисијата објаснивме се за имунитетот на децата, иако има уште многу да се зборува. Меѓутоа, во вториот дел би сакала да дадеме одговор на некои од најчестите прашања кои можеби ги имат родителите. Како прво прашање е дали се потребни суплементите кај децата? Така, доколку детето има добар сон, разновидна и правилна исхрана, физичка активност, редовно се вакцинира, суплементите најчесто и не се потребни. Но многу од овие правила не се исполнети, па затоа, во зависност од анамнезата која што ќе ја земеме, од клиничкиот преглед, ние како лекари размислуваме и предлагаме понекогаш да се воведат и суплементи кај детето. Значи само кога е потребно и во консултација со педијатар. Секако. Едно од најчестите прашања што го имат родителите е како да се справуваме со диареја и повраќање кај нашите деца. Така, диарејата и повраќањето се многу чести симптоми во детската популација и навистина не загрижуваат бидејќи децата се склони кон брза дехидратација која што знаете како да доведе до компликации по здравието кај детето. Затоа треба навремено да се препознае и да се секако реагира. Истата може да се спречи во домашни услови. Родителите не треба да брзаат веднаш своето дете да го однесат на лекар. Значи, кога детето ќе почне да повраќа, да има диареја, има орални рехидратациони раствори, значи треба да почнат најпрво да орално го рехидрираат, значи преку уста да даваат од таа течност со цел да се надокнади загубата на електролитите која што ја има детето при самиот акт на повраќање или диареја. Да се внимава со исхраната. Во тој момент треба да се дава исхрана, да не се претерува со исхрана. Да се дава исхрана која што е со адсорбенси. Значи варен компир, варен ориз, пробиотик може да се даде. Она што треба да го знаат родителите, значи знаците за дехидратација кај детето. Тоа е едно дете кое што е поспано, кое што има сува кожа, со намален еластицитет, намален тургор, сува уста, послабо мокри или воопшто не мокри, е раздразливо. Значи, тоа е тој аларм кој што треба да се вклучи и тогаш да се однесе детето на лекар. Само во тие случаи треба да се побара консултација со лекар. Во сите други случаи прво треба да пробат родителот во домашни услови. Треба да се проба. Значи, како што кажав, мора да се работи на здравствена едукација кај родителите и кај популацијата. Мора да бидеме здравствено едуцирани и да знаеме и во домашни услови како да му пружиме помош на нашето дете. Тоа се добива преку ваквите емисии, особено меѓутоа и со разговор со педијаторот и доверба можеби кај нивниот педијатар. Довербата и врската со педијатарот е клучна за добро информиран родител и здраво дете. За колку денови може да помине едно диареја, повраќање или можеби да се рехидрира детето? Има случаеви кога детето ќе поврати 2 или 3 пати и веднаш ќе дехидрира. Меѓутоа се е индивидуално. Понекога и зависи од причината. Дали вирус е во прашање, дали е прашање труење со исхрана, дали се работи за паразитна инфекција, за прекумерна употреба на антибиотици. Значи, треба време да се развие клиничка слика, клиничка состојба кај детето, значи прво да се види каква е ситуацијата дома, да се однесе на матичниот педијатар, се во зависност од тоа како ќе се одвиваат симптомите и клиничката слика, па да се побара помош и во терцијерна установа. Како може да разликува тогаш родителите една алергија од вообичаена инфекција?
едно од другите прашања. Да, често знаат алергиите да се поклопат со симптомите со респираторните симптоми, бидејќи и алергијата и респираторните тегоби се слични, како чешање во очи, кивање, кашлање, печење во очи, носна секреција, но симптомите на алергијата настануваат најчесто брзо по изложеност со некој алерген и додека респираторните инфекции значи се најчесто пропратени со зголемена телесна температура, со малаксаност, со болка во коски и зглобови, значи имаат и други симптоми кои што ќе не наведат дека се случува нешто посериозно со тоа дете. Вообичаени се алергиите во овој период? Да, секако. Да. И во овој период верувам дека се многу вообичаени и гребнатините, и модринките, затоа што децата играат надвор. Да. Како треба да се справуваат родителите со гребнатини, модринки, кога тие може да кријат нешто посериозно за здравјето на едно дете? Така. Децата како деца не можеме да ги спречиме да си играат надвор и тоа е секако и составен дел од нивното растење, созревање и растот на имунитетот, нели природниот контакт со околината, со почвата, со сите оние надворешни влијанија и фактори. Гребнатините. Доколку гребнатината е мала, не е длабока, треба да се истретира со обичен сапун, вода, антисептик, значи и во домашни услови знаеме да се справиме со тоа. Но доколку гребнатината е подлабока, е направена од некој метален предмет, рѓа, доколку детето не е вакцинирано редовно, не примило тетанус, треба да се обратат на лекар. Модринките, доколку се настанати од удар и го имаат оној вообичаен тек на сиво-виолетова боја, зелена, жолта, поминуваат за 1 до 2 недели, тогаш го знаеме причинителот и не треба да се загрижуваме. Ладни облоги, елевација на екстремитетот кој што е, односно подигнување на екстремитетот кој што е повреден, тоа е првата линија на помош кон детето кое што е повредено. Модринки кои што се големи, кои што настануваат без претходна повреда, може да ни укажат и на други состојби. Пример, имуна тромбоцитопенија, која што најчесто се јавува, тоа е намалување на бројот на тромбоцитите и најчесто се јавува после некоја најчесто вирусна инфекција. Тогаш треба да се обратат на лекар, да побараат помош за состојбата на детето и секако тоа ќе биде проследено и диагностицирано. Значи, доколку имаат вообичаен тек, сосема нормално кај детето, но доколку тие модринки настануваат и не се отстрануваат во некое време, треба да се побара лекар. Да, и не се предизвикани од траума. Тогаш треба да се загрижиме и да се запрашаме што се случува со нашето дете и да побараме лекарска помош. Доктор Корниловска, во првиот дел на емисијата спомнавте дека е многу важно да се има спокоен родител за да се има и спокојно дете. Мислам и детето да биде мирно. Меѓутоа многу е тешко, верувам, сите родители да се справат со анксиозноста и стресот, особено кога се работи за здравјето на едно дете. Како може да се справуваат во тие моменти, што би им предлагале вие? Така, анксиозноста и стресот кај родителите, особено кај родителите кои што прво дете им се раѓа, значи или имаат дете кое што е често болно, нормално анксиозноста и стравот да се присутни. Како да се справат, да се потпрат на факти, не на тој страв кој што го чувствуваат во себе, да изградат добра врска со својот матичен педијатар. Бидејќи само разговорот со матичниот педијатар ќе ги упати кон правилниот начин на грижа на нивното новородено. Да работат на своето здравје, да ги споделат проблемите со нивниот партнер, со пријателите. Бидејќи, како што кажав, спокоен родител значи здраво дете. Децата ја чувствуваат нашата енергија и верувајте тогаш сите наши вибрации им се пренесуваат и тогаш на вистина не се среќни и се подложни на повеќе инфекции. Па би рекла дека грижата за своето дете значи љубов, а грижата за себе значи храброст. Значи мора да имаме храброст
за да се грижиме за своите деца онака како што треба. И за крај би сакала да прашам за тоа што знам дека сите родители читаат особено на интернет за секакви информации да добиваат околу здравјето на детето, или можеби ги прашуваат другарите дали овој лек е добар за детето, дали помогнала твоето дете и така натаму. Што би им советувале, дали треба да веруваат во се што постои на интернет? Не, да, добро ме надополнивте, тоа требаше да го кажам, да не се подпираат на Google вести, да не читаат по интернет, затоа постоиме ние, кои што како кажав сме достапни, и еве и преку вакви емисии и преку личен разговор да допринесеме за да добијат правилни податоци, а не податоци од интернет, бидејќи знам дека тоа ги вознемирува непотребно. Апсолутно. Јас верувам дека и многу е важно и педијатарот и контактот со педијатар, можеби еден разговор со педијатарот може да ги смири или да ги вознемири дополнително родителите. Затоа е многу важно да имаме и педијатри како вас кои се достапни за родителите, но меѓутоа можеби многу спокојно им објаснуваат и на убав начин за имунитетот на нивните деца. Така, да. Мислам дека педијатарот најпрво за да биде педијатар мора да ги сака децата и да има и децата да го сакаат него. Таа конекција веднаш се чувствува и не случајно сме ја одбрале оваа професија. Апсолутно. Да. Апсолутно. И верувам дека е многу важна емпатијата која имате кон децата. Благодарам многу што бевте дел од нашата емисија и навистина ми беше чест што објасниме толку многу прашања околу имунитетот на детето. Ви благодарам и на вам за поканата. Ми беше задоволство што бев гостин во оваа прекрасна емисија. Ми беше чест. Благодарам. Shikues të nderuar, neve kaq që përmbyllim emisionin për sot. Faleminderit që na ndoqët. Mos harroni, imuniteti i fëmijëve është mjaft i rëndësishëm, por jeni ju prindrit ato që ndoshta u apërçoni të gjithë energjinë tuaj edhe fëmijëve. Ne bashkë do të jemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë mirë takofshim.